Драги ученици, добре дојдовте во видео лекцијата по природни науки на темата звук. Во ова видео ќе зборуваме поконкретно за високите и ниските звуци, како можат да бидат гласни и тивки. Што ќе учиме? Ќе учиме како се создаваат звуците, какви можат да бидат звуците, со што се мери јачината на звукот, како високите и ниските звуци да ги направиме тивки и гласни. Каде се можеме да ги слушнеме звуците? Јас најнапред ќе ве замолам да бидеме тивки, да се обидеме да слушнеме нешто. Што слушнавме? Слушнавме тропање на вратата, удирање на чеканот по шајката, звонење на звончето, слушнавме како свири гитарата, потоа како свири синтесајзерот. Сето тоа се звуци. Значи, звуците се насекаде околу нас. Дали некогаш сте се запрашале како настанува звукот? Се започнува кога имаме механичко движење, например тропањето со рацете, или како што видовме отварањето и затварањето на вратата или кога звони звончето. Тогаш се создава вибрација, која што понатаму се проширува и телото што произведува звук е извор на звукот. Звуците се насекаде околу нас. Звуците можат да бидат гласни и тивки, исто така можат да бидат високи и ниски. Но звуците можат да бидат и пријатни и непријатни. Непријатните звуци уште ги нарекуваме бучава. Звуците пак се делат на тонови и шумови. Ајде да видиме разликата помеѓу тоновите и шумовите. Звуците кои настануваат со неправилно осцилирање на вибрациите или имаат нерамномерни и неправилни треперења се викаат шумови. Шумовите немаат одредена висина. Такви се звуците од природата. Потоа тропањето на вратата, звуците од апаратите во домаќинството, звуците од сообраќајот од различните видови превозни средства, потоа шушкањето на листот и така натаму. Тонот пак настанува со правилно осцилирање на вибрациите. Секој тон се разликува по својата висина, боја и јачина. Разликата меѓу тоновите со иста висина и јачина, создадена од различни извори на звук, се вика боја на тонот. Висината на тонот е определена со фреквенција. Поголема фреквенција, повисок тон. Јачината на звукот се определува со количеството енергија што го пренесува звучниот бран во единица време. Колку е поголемо количеството енергија, толку е поголема и јачината на звукот. Осцилоскопот ги покажува и висината и јачината на звукот во вид на брановидна шема, со кој може визуелно да се наблюдуваат брановите облици. Осцилоскопот ги претвара овие вибрации во брановидна шема на екранот, како што можеме да видиме на оваа слика. И бројот на бранови кои ни ги дава висината на бројот на бранови ни ја дава односно висината на звукот и висината на брановите ни кажува колку е гласен звукот. Јачината на звукот се мери во мерна единица наречена децибели. Јачината на звукот всушност означува колку еден звук е гласен или тивок. Јачината на звукот се мери со фонометар. Ајде да видиме едно видео како една чешма од која тече вода. Можеме да видиме како молекулите од водата го пренесуваат бранот од едни на други молекули. Овој звучен бран од молекулите на водата се пренесува на молекулите во воздухот и тој бран продолжува да патува низ воздухот од еден на друг молекул. Овој звук доаѓа до фонометарот, каде што се мери јачината на звукот, а осцилоскопот ги претвара овие вибрации како звучен или звучниот бран во брановидна шема која што можеме да ја видиме. Знаеме дека некои материјали се подобри пренесувачи на звукот од други материјали.
Па така, користејќи различни материјали, можеме да ја намалиме или зголемиме јачината на звукот. Материјалите кои послабо ги пренесуваат вибрациите на звукот се нарекуваат изолатори. Такви изолатори се стиропорот, разните ткаенини, меките површини и слично. Овие материјали или изолатори се користат за да се заштитиме од гласните звуци или да ја спречиме бучавата. Исто така ни помагаат да се спречи оштетувањето на слухот од гласни звуци. Со користење пак на материјали кои се подобри пренесувачи на звукот, како што се цврстите материјали, можеме да ја зголемиме јачината на звукот. Па така, високите и ниските звуци можат да бидат и гласни и тивки. Човековото уво е способно да регистрира широк интервал на звуци со различна јачина. Се смета дека луѓето може да разликуваат 1500 различни тонови и 350 нивоа на јачина на звукот. Долната граница на чујност е наречена праг на чујност, а горната граница е наречена граница на болка. Праг на чујност за човек со нормален слух изнесува 0 децибели. Јачината на звукот при шепотење изнесува 20 децибели. При нормален разговор е 60 децибели. Звукот кој се создава кога ќе падне пердув е 0 децибели. Најгласен инсект на светот е африканскиот штурец со 107 децибели и јачината од над 160 децибели може да го дупне ушното тапанче, односно да не го оштети слухот на човекот. И да повториме што научивме денес. Звуците се насекаде околу нас. Научивме дека звукот настанува кога имаме механичко движење. Потоа научивме дека со механичкото движење настанува некаква вибрација, односно звук. Дека најдобар пренесувач на звукот се цврстите материјали. Потоа високите и ниските звуци можат да бидат гласни и тивки и јачината на звукот ја мериме во децибели и исто така научивме дека со фонометарот ја мериме јачината на звукот. Ви благодарам.